СДСМ прашуваат како власта има пари за летови со владин авион, а немаат за повисоки плати. ВМРО ДПМН од друга страна реплицираа дека со повеќе од 40 амандмани ги заштителе покачувањата на платите, нешто за кое од Сојузот на синдикати на Македонија премолчуваат. Владата вели нема пари за плати, одбива да ја покачи минималната плата на 600 евра. Им кратат 40 милиони евра на земјоделците за субвенции, 5 милиони евра од поддршката во спортот. Дури и на лицата со ретки болести им скратија 3 милиони евра. А истовремено планираат да купат нов владин авион вреден околу 100 милиони евра. Како со тендерите 161, 51, 72 вредни милиони евра, како да се колачи. Денеска повторно сме должни да ја кажеме вистината. Истите тие кои денес зборуваат за недостиг на социјален диалог, ги подсетуваме на јануари 2024 година, кога тогашната влада на СДС и ДОИ поднесе пакет закони со кој што сакаше суштински да ја смени методологијата за пресметката на платите. Со тие законски измени се предвидуваше минималната плата повеќе да не биде дел од формулата за пресметка на платите на административните службеници и покрај тоа што истото беше дел од колективниот договор кој што тогаш го потпишаа ССМ и владата на СДС. Разликата е очигледна. Кога сме во опозиција спречуваме штета, кога сме на власт обезбедуваме системски раст. Работниците заслужуваат стабилност, предвидливост и целосна вистина. Не селективна меморија, не дневна политика.